Поранешната председателка на антикорупцијска седна во обвинителна клупа. На Татјана Димитровска и се суди за оддавање службена тајна како и компјутерски криминал, бидејќи во нејзино име друг го полагал тестот за сертификат за државна тајна. Доказите за двете кривични дела беа пронајдени во нејзиниот мобилен телефон. Од јавното обвинителство велат дека се уште траел процесот на проверка на мобилниот на Димитровска, а дел од податоците откривале сомнежи и за други кривични дела. Се работи за околу 250.000 електронски записи од телефонот на председателката, меѓутоа, сакам да ве известам заедно со колегата дека паралелно додека се врши анализата на податоците од телефонот, обвинителството превзема и други действија согласно закон, како што се прибавување на потребни податоци од надлежни институции и сослушување на сведоци по однос на одредени индиции кои што произлегуваат од овие податоци. Димитровска одговара за оддавање информации на Небојша Стојановиќ, за која антикорупцијска водела предмета, подоцна беше обвинет во случајот Адитив. Според обвинението, екс-антикорупционерката не го полагала ниту тестот за сертификат за државна тајна. Тоа во нејзино име го направил ревизорот Миле Столевски, па и тој е обвинет за компјутерски фалсификат. Одбраната очекува ослободителна пресуда. Информациите споделени од Димитровска смета дека не биле службена тајна, туку јавни кои се говореле на седници, а сертификатот за државна тајна не се добивал од електронски тест, туку според проценката на Агенцијата за национална безбедност. Ние доставивме во меѓувреме докази кои целосно го дискредитираат обвинението против неа, и тоа докази од антикорупцијската комисија, извештај од 30 јули 2025 година со кои се потврдува тезата на одбраната дека не е остварено законско битие на кривичното дело оддавање службена тајна. Во случајот ќе се суди и на раководителката од ТЕЦ Неготино Билјана Петровска-Мантева, додека постапката за Борче Најдов ќе продолжи во склоп на случајот Адитив. Обвинителството бараше спојување со тој предмет и за другите обвинети, но судот го одби предлогот. На крајот на идниот месец на подготвително судско рочиште ќе се анализираат доказите, пошто ќе биде закажан и официјалниот старт на судењето за Димитровска и останатите обвинети. Зоран Јаневски, Сител телевизија.